Денес се наоѓаме во магазинот на Ананас МК, нашиот нов премиум член во Асоциацијата за трговија на Македонија. Токму од тука го започнуваме новиот серијал E-commerce Industry Talks. Преку овој серијал сакаме да ги запознаеме бизнисите однатре, да ги покажеме бројките, процесите, но и предизвиците со кои се соочуваат, да ги доближиме до вас, сите оние кои сакате да навлезете во оваа индустрија, да се инспирирате, но и да видите со што се соочуваат лидерите во оваа област. Нема да зборуваме само со компании, ќе зборуваме со лидери кои го менуваат пазарот. Денес во E-commerce Industry Talks зборуваме со Денис Сампов, кантри менаџер на Ананас Македонија. Денис, здраво! 2 години Ананас, 2 години Click-Boom Trust. Бевте препознаени на почетоците по слоганот, сега може да кажеме дека сте препознаени и по растот што го постигнавте во овие 2 години. Може ли да ни споделиш некои информации како е да се почне e-commerce бизнис во Македонија, какви беа почетоците на Ананас и може ли да ни направите некаква паралела во однос на што беше Ананас пред 2 години, што е сега во Македонија? Брзо поминаа 2 години, затоа што беше искрено многу динамичен период, со многу проекти лансирани, но кога ќе се вратам 2 години назад, искрено на почеток најголемиот предизвик кој што беше да се постигне е довербата да ја добиеме и од купувачите и од нашите партнери. Тие состаноци во тоа време траеа во неколку сесии, по неколку часа, каде што требаше да објасниме што е маркетплейс, што ќе е улогата на Ананас, како Ананас ќе помогне на нашите партнери да го растат својот бизнис. И сето тоа навистина се промени, како што кажа, бомбастично во овие 2 години, затоа што денеска Ананас е препознаен како партнер и како можност за раст на бизнисите, а од друга страна и најдобра понуда за крајните купувачи. Сега веќе имаме многу повици од компаниите кои што сами се заинтересирани да се приклучат на бизнисот Ананас и на целиот овој екосистем, преку кој ќе може да го растат својот бизнис, а од друга страна веќе и најголем дел од корисниците во Македонија многу добро знаат што е Ананас, какви понуди може да најдат и какво корисничко искуство може да добијат на нашата платформа. Ако може да се навратиме и да кажеме што е тоа што предизвика раст на Ананас во овие 2 години, како што кажувате, може ли да ни кажеш клучни поенти кои што можеме да ги одвоиме и да кажеме дека направија драстичен раст во работењето на Ананас? Многу е тешко да се издвојат неколку, затоа што можам да кажам дека ова е микс од напорна работа, која што би стартувал првин од тимот на луѓе, затоа што на почеток имавме големи предизвици да најдеме соодветен кадар, бидејќи трговијата во Македонија се развива од година на година, но не постојат професионалци и експерти во оваа област. Ние сме веќе компанијата кој што ги гради овие експерти, кој што ги гради овие професионалци за да постигнуваат врвни резултати во оваа индустрија. Но ако би можел да сегментирам неколку работи, тоа е препознатливоста на нашите уникатни кампањи, не само преку Click-Boom Trust, туку веќе и се останато што следи и доаѓа од Ананас, но од друга страна довербата е клучниот елемент за растот на Ананас. За Ананас да може да расте 150% година на година, тоа значи дека веќе имаме довербата од сите вклучени во овој ланец. И партнерите, и купувачите, и сето тоа прави голема разлика од сите конкуренти на пазарот и го издвојува Ананас како лидер во трговијата во Македонија. Спомнавме предизвици. Кои се најголемите предизвици кои ве изненадија во текот на изминативе години? Како ги надминавте? Виктор, реално предизвици секогаш постојат во вакви нови индустрии кои што се брзо растечки, но она што на почеток го издвоив, веќе го споменав, беше пронаѓањето на тим. Тоа веќе го надминавме, имаме стабилен и сигурен тим кој што работи позади Ананас, но од друга страна довербата на купувачите е во постојан раст, но сметам дека еден клучен фактор е дека во Македонија ние се уште имаме плаќање кеш на испорака скоро 70%. Тоа покажува дека луѓето веруваат на Ананас платформата, но се уште не веруваат на платните системи и на таа безбедност која што треба да добијат. Тоа е предизвик на кој што сите заедно треба да работиме институционално за да го надминеме овој проблем. Од друга страна, логистиката останува исто така предизвик. Државната дигитална инфраструктура која што треба да ја добиеме. Сите овие работи се предизвици на кои што Ананас работи секојдневно, заедно со сите партнери кои што ги има во Македонија и се надеваме дека ќе ги надминеме во брз период. Но клучен предизвик останува да расте и да се зголемува довербата на купувачите кои што имаат на Ананас платформата. Што прави Ананас за да ги надмине овие предизвици? Генерално многу го користиме знаењето од Србија,
од нашата мајка фирма, која што веќе има години и пол искуство пред нас, која што се има соочено со слични проблеми кои што се соочуваме и ние, го користиме знаењето на сите наши колеги, но од друга страна и смислуваме уникатни локални проекти кои што го менуваат фундаменталната основа на Ананас која што ја имаме, и заедно можам да кажам дека со тимот од Србија веќе на роудмапата до крајот на годината имаме 22 клучни проекти кои што ќе направат голема разлика на пазарот во трговијата во Македонија. Го спомнавте големиот процент на кешот наспроти картичките. Дали Ананас планира да мотивира купување со картички се повеќе и повеќе кон вашите корисници со некакви дополнителни стимулации, акции? Така е, ние сме можеби и една од ретките компании која што активно размислува и презема во секој тековен месец активности на оваа тема. Затоа имаме партнерства со банките, имаме партнерства со најголемите провајдери на платежни картички. Имаме партнерства со финансиски институции кои што се занимаваат со оваа проблематика. И ние секој месец даваме дополнителни бенефити на нашите купувачи за да ги стимулираме да купуваат со картички и да го намалиме купувањето со кеш. Морам да кажам дека процесот оди споро, но редовно прогресираме од месец во месец и имаме одлични резултати. Концептот Marketplace решение не беше толку јасно и познато кај компаниите во Македонија, посебно кај оние помалите компании, можеби од оние од внатрешноста на Македонија. Дали се соочивте со предизвик иницијално во почетоците за да објасните каков е вашиот концепт на работење и зошто Marketplace платформата е добра? Реално, морам и овде да бидам нескромен, да кажам дека ние сме единствениот Marketplace во Македонија и реално беше голем предизвик да се објасни што е Marketplace концептот, затоа што трговците не сакаат да го прифатат моментот дека истиот продукт кој што го продаваат ќе го има и некој друг трговец до нив и тоа ќе биде уствари сајт каде што може да ги компарираат цените крајните купувачи. Затоа ние моравме да направиме јасна стратегија и таа комуникација која што ја движевме долго време во изминатиот период, а тоа е шопинг мола на нет. Како најблиску го доближивме ние Marketplace концептот, дека ова е еден шопинг мол каде што сите имаат можност да изрентаат свој простор, со тоа што кај нас не рентаат простор, туку отвараат своја продавница, го влистуваат своето портфолио и имаат можност да конкурираат на едно место и со најголемите трговци во категориите во кои што продаваат. Затоа, овој бизнис модел е многу здрав за малите и средните компании кои што имаат можност да го развиваат својот бизнис рамо до рамо со најголемите играчи и на тој начин да дадат најдобра можна понуда на крајните купувачи. Го имате ли уште проблемот во денешно време, после 2 години, после кампањи, после шопинг мола на нет и така натака? Се соочувате ли уште можеби со таков проблем, некој да не знае што е Marketplace, некој да не го разбере решението кој што го нудите и покрај тој интензитет на агресивен маркетинг? Зборот Marketplace можеби ќе се најде некој што не го разбира, но кога ќе го спомнеме Ананас, секако знаат каков е овој модел и што значи ова. Така да ние се наоѓаме во ситуација каде што се помалку имаме предизвици да го објасниме нашиот концепт. Сега доаѓаме до ситуација каде што сите веќе трговци кои што сакаат да дојдат имаат некакви уникатни барања, имаат барања за некаков ексклузивитет. А Marketplace концептот тоа не го поддржува. Ние сме баш напротив, транспарентно и фер отворени према сите можни трговци и партнери и даваме можности сите да го градат бизнисот, својот бизнис на Ананас. Како им нудите на фирмите да го градат својот бизнис? Рековте дека го знаеме пазарот во Македонија, рековте конкурентност на една платформа. Како правите дистинкција помеѓу две компании со слични продукти? Како тоа дојде да, бидејќи реално сте атрактивни по пониски цени, односно дали таа конкурентност ја симна цената на пазарот? Што е она што како се боревте со овој предизвик? Пошто реално е тежок предизвик во Македонија. Знаеме дека до ден денес се уште некои продавници не ги објавуваат цените на нивните сајтови за да не биде конкуренцијата ми ја виде цената. Законот од пред некој период веќе го промени тоа, сите мора да имаат објавени цени. Ќе го свртам прашањето затоа што ние не правиме дистинкција и ние не бираме со кого ќе работиме помеѓу две компании. Ние сме само во трка со времето. Нашиот селс тим на ден обработува по 10-20 трговци. Има повеќе од 20 состаноци.
Ние само сме во трка со времето кога ќе дојдеме до секоја можна компанија во Македонија која што се занимава со продажба, да и понудиме можност да дојде и да продава на ананас. Така да дистинкцијата овде не постои, ниту изолирањето на некој на некои продавници да можат да се појават на ананас. Секој ќе му дојде времето кога ќе седне со луѓето од ананас, ќе ја добие својата можност, која што ќе треба да ја зграпчи и да дојде и да згази на нашата платформа со резултати. Софтверски спремни ли сме за тоа? Колку продавници може да се обслужат на ананас? Колку Немаме продукти има моментално? Моментално имаме повеќе од 200.000 продукти и повеќе од 550 трговци кои што продаваат на нашата платформа, но лимитот е неограничен затоа што ние имаме една од најсилните позадински изградени IT платформи, бидејќи тоа е наш продукт, нашиот огромен тим кој што го имаме во Србија, кој што ја гради платформата и ја надоградува постојано, така да лимити во овој дел не постојат. Немаме квадратни метри што ги рентаме, како традиционалните шопинг молови, така да ние сме комплетно отворени за сите трговци во Македонија. Но веројатно треба да имате добра категоризација за да може да се стигне до секој продукт. Рековте преку 200.000 продукти, ако јас како корисник дојдам на платформата и сакам нешто да купам, како да го најдам најсоодветниот продукт или оној продукт кој што можеби е со најповолна цена. Така, и ние и овде во овој дел имавме многу добра припрема од самиот старт. На ананас категоризацијата се спушта до ниво на 1600 уникатни категории, што значи дека по секој момент вие преку нашиот пребарувач, преку нашата платформа можете да се спуштите до најситната категорија на производ кој што ви е потребна за да можете да го пронајдете како што кажа и да го купите производот. Ајде да преминеме малце на конкретни бројки. Што е она со кое што ананас може да се пофали во изминатите 2 години? Ананас има многу со што да се пофали, ама ќе издвојам неколку клучни што за мене се најважни. Тоа е дека довербата која што добивме од партнерите. Имаме повеќе од 600 партнери кои што продаваат на платформата Ананас. Продаваат повеќе од 200.000 производи. Од друга страна, платформата ја посетуваат повеќе од 400.000 корисници во Македонија. Тоа значи дека довербата и на страната на купувачите и на страната на партнерите е веќе постигната. А сето тоа го правиме со едни многу високи бројки, а тоа е со повеќе од 40 месечни кампањи во маркетинг. За сето тоа да се isproducira, треба голем број на луѓе кои што ќе работат позади тоа, креативни умови и да го спроведат тоа во дело за да дојдат до крајните купувачи. Може ли да ни кажеш некој интересен пример, искуство со некој купувач што сте го имале на Ананас? Без разлика дали било позитивно или негативно, како сте го надминале тоа? Дали некој бил задоволен многу или можеби некој бил незадоволен, па како сте го претвориле од незадоволен во задоволен корисник? Балканско размислување, полесно се памтат негативните работи кои што сме ги имале отколку позитивните, ама имам една ситуација која онака баш ми остави трага. Имавме една клиентка која што реагираше во корисничка подршка со одредено незадоволство, која што не беше најасно што се случува. Да тоа премине во неколку фази на директна комуникација со дел од менаџментот во македонскиот тим, на крај да заврши со мене, каде што решението беше дека производот кој што им доцни, дека ќе го однесеме ние лично на врата. Кога стигнавме на врата, корисничката ни се насмеа и ни кажа дека сакала да се види со мене како кантри менаџер за да ми даде своје CV и да дојде да работи во Ананас, така да го искористи моментот преку корисничка подршка да дојде до мене. За жал на крај не се договоривме, но сепак ова е едно искуство кое што однака ми остави трага во овие 2 години. Значи имаме ние интересни купувачи кои што наоѓаат како да го испратат CV-то, односно не да го испратат, туку вие да отидете за да им го земете од врата. Така е. Рековме низ разговоров дека предизвици се доставаат, а сега завршивме со некој незадоволен клиент каде што морало ти да отидеш на врата да ја доставиш пратката, па да добиеш CV. Размислува ли Ананас дека да превземе иницијативи чекори врз база на кои што ќе ја убрза доставата и купувачите ќе добиваат многу побрзо од тоа што сега добиваат, она што го нарачале дома на домашна адреса? Ананас работи секојдневно на оваа проблематика со нашите партнери. Ние сме свесни за предизвикот кој што го доживуваат крајните купувачи и имаме прогрес од ден на ден, но за да бидеме сигурни дека овде ќе направиме клучна разлика, Ананас ќе ги отвори вратите за нови партнерски договори во Македонија за логистички капацитети да се зголемат, но и ќе ги подигне своите интерни капацитети. Со ова мислам дека ќе ставиме една голема разлика во однос на се она што се случуваше до сега со доставата на пазарот. Какви се плановите на Ананас за следните години? Што може купувачите да очекуваат ново на платформата? Ананас ќе има многу новости. Не можам да ги откријам сите, но една. Тоа е дека ќе прошириме можност интернационални трговци да продаваат на Ананас платформата. Ќе возможиме канал каде што ќе може странски
трговци да бидат видливи на ананас платформата и крајните корисници да добиваат интернационални продукти директно во Македонија преку ананас платформата. Со ова го чепкаме крос-бордер пазарот, што генерално се отвара потенцијалот на е-трговијата во практични размери. И е навистина за поздрав. Какви се амбициите за ананас? Може ли да ни споделите што е вашата главна амбиција за следна година? Нашата амбиција секоја ќе поврзуваме со нашата визија, а тоа е се околу нас е ананас или ќе биде. Така да ние ќе ги отвориме вратите за многу нови партнерства во Македонија, со многу нови компании, ќе потпишеме договори за соработка, ќе отвориме врата кон нови трговци и сето тоа ќе направи да овој екосистем ја доживее својата смисла и да бидеме на вистина лидерот кој што прави разлики на пазарот, а не само лидер во продажбата. Денис ти благодарам денес што имавме разговори, се надевам дека на вашите купувачи, на корисниците, на гледачите што ќе го видат ова видео и прочитаат повеќе за ананас, ќе им одговориме на прашањата и ќе продолжат да купуваат на ананас и дека ќе остане препознатливо кликбум трас на нашите екрани. Благодарам Виктор за поканата и голем поздрав до асоциацијата за мотивот за вакви видеа, затоа што сите заедно треба да допринесеме за растот на трговијата во Македонија.